Сиромавиот и чучулигата што му го јала просото. Чита Александар Станојков. Еден сиромав човек имал зад куќи едно оградче и го посеал просо. При се што беше малку место, ами пак се надеал да собери малку просо што ќе даде Госпо за да си прерани дечињата барем една година време. Ама, ако беше имал сиромајо късмет, не ќе беше сиромав. Штом беше заздреало просото и му се навртија врапци и чучурлиđи да му го јадат. Од сето поле врапците и чучурлиđите беше му надошле во просото него и во неколку дни му го зоба и му го крдиса. Кога виде сиромајо тоа чудо од врапците, беше се запрегнал да и брка и да и плаши за да не му го изобаат просото. Ама, од една страна ако ја истераше, од друга ќе му дојде во просото и во неколку дни му го битиса. Море жено, ја рекол на жената си, што пусти лош късмет сме имале ние. Малку просо насадив меѓу, за да го жнееме и да се израниме од него оваа година, ама проклети врапци и чучурлиđи ни го озоба. Секое зло за добро, домаќине, му рекла жената. Од тој збор од жената, сиромајо како да се поутешил и појде пака и просото да го види и за среќа беше се навртела една чучурлига на еден корен просо да си зоба. Едно беше ја видел сиромајо и беше си ја симнал капата од глава и со усул се приближил до чучурлигата, та беше врлил со капата на чучурлигата и беше ја наклапушил. Трчаница беше пошол и ја ватил од под капа чучурлигата. Ами сега мори чучурлиго, ја рекол. Што сакаш да ти направам? Да те заколам, али да те раскинам. Знаеш ли ти сето просо ќе ми го плаќаш сега, али не знаеш? Јас те бркам, ти пак ми идиш, јас те бркам, ти од околу еве си па да ми го јадиш просото. Ама, брате, немој да ме губиш, му рекла чучурлигата. Оти јас сум ќерка на царот од чучурлиđите и ај да ме однесиш кај татка ми, за да му кажеш, оти си ме ватил во просото. Тој ќе ти даде големо богатство, што дури си жив да живееш паша иши, а ако ме загубиш ништо, ајр не ќе видиш. На тие зборови од чучурлигата, поверува сиромајо и отишол кај царот од чучурлиđите и јако го пречекал царот сиромајо кога го видел со чучурлигата в раце. Од кога се разбра царот за ќерка си, ја ватил сиромајо во зијан и пак не се сторил кајал да му ја отепа, извоил царот една прачка и му ја дал на сиромајо. На, пријателе, оваа прачка, му рекол, и што ќе ти треба, удари со неа на земи и речи да ми дојди тоа и тоа, и тоа веднаш ќе ти дојди. Ја зел сиромајо прачката и му ја дал чучурлигата на царот. Одејќи по патот, и му текнало да посака нешто и да удари со прачката за да види дали вистина ќе биде тоа нешто. Едно удрување и му излегло тоа што сакал. Деба мајче, дури сега царот ќе го викам на гости, си рекол сам со себе, со оваа прачка што ја добив. Си отишол дома и ударил со прачката на земи и му се представило се што беше посакал. Кога виде жената му, на чудо беше станала и го прашала од кај ја добил таа прачка. Тој му кажал со ред како беше ја добил и од тој ден веќе почнал да се обогатува. Се што да му потребаше, ќе ударил со прачката на земи и веднаш ќе му се представеше пред нив. Поминало некое време и од кога се виде во таа убајна, посакал да го вика царо на гости. Жено, ја рекол на жената си, јас сум сторил ниет да го викам царот на гости, за да види и да се вчудовиди. Море, седи си, мадро бремажу, му рекла жената. Не ти треба да го викаш царот, оти ќе ти завиди на тоа што имаш и може и некое зло ќе ти донеси и после пишман да бидиш. Што знаеш ти, ја рекол. Царот мене зијан ќе ми сторил, ич тоа што не било да биди. Не послушувајќи сиромајо жената си, го канил царот на гости една вечер.
Царо на чудо беше станал со тој сиромов заошто да го кани, бидејќи е многу сиромов. На сето тоа, царо си зел своја вечера и му отишол кај сиромајо нагости, само и само да не му скрши атарот на еден раја свој при се што е сиромов. Го пречекал сиромаје од се срце и го курдисал вода ја да седи. Лав муавет сиромаје правил со царо што бајаѓе време поминало, дури му се пријал на царот и му забележал за да стави да вечерат, оти му се јадело. Пеќи честити царе, му рекол, сега ќе ставам и сичко е готово. Женовори, ја подај ми прачката, е рекол на жената, и ајде да се стави вечерата. Му подала жената му прачката и тој удрил на земи, од која рекол да се стави од сите убајање, што и у царот не беше имало. Кога беше видел царот тоа чудо, си рекол сам во себе, што беше ова чудо големо што имало овој сиромов оваа прачка. Ја клавам врака, ја друго чаре не бидува. Така мислејќи си во себе царот, викнал еден од чуадарите свој и го натерал да појди надвор, да најде една прачка исто како таа и со некој маривет да му ја менит на сиромајот и да му ја земи царот. Донесол чуадарот друга прачка и со усул му ја менил, та му ја украл неговата и од која поседал уште малку, си ошол царот дома. Зел прачката сиромаје утрото и удрил на земи за да му излези нешто што му требало. Удрил еднаш, немало да излези нешто. Удрил дваш, триш, немало ништо. Оф, мори домаќинко, е рекол на жената си, прачката не ме слуша, што би ово јал? Еди домаќине, ами кога ти велев јас да не го викаш царот на гости, ете што ти стори царот ја, трчи кај царо да му ја сакаш да белким ќе ти ја дајт. Отрчал сиромајо кај царо и му ја посакал прачката. За тоа ме викна на гости, му рекол царот, за рамија да ме изваиш. Крши си глава магаре надвор, оти сега ќе те клам во валака да те бијам по нозе. Кога чул тие збори сиромаје од царо, се уплашил и нога за нога си отишол дома. Ете го пак сиромов страден за една корка леб. Кога се виде страден, му текнало да појди кај царо на чучурлиѓите, да му се моли да му дајт нешто за живење. Отивајќи тамо, свикал на вратата и излегол царот на чучурлиѓите. Што има нешто, бре, пријателе? Го прашал. Што викаш по мене? При животот твоја, честити царе, нема ништо. Илја прачката што ми ја даде ти, ми ја украде царо кога го викнав на гости и еве сум на голема мака сега. Те молам, честити царе, ако не ми даиш нешто друго за да си живеа малку порад. Ај ќе ти давам едно магаренце, со него да си носиш дрва и секој дупнување со стапчето хегазо, се ќе ти сели по еден алтан и ете ти живот лесен да си живеиш. Го зел магарето и од кога му поблагодарил, си дошол дома и секој буцнување со стапчето околу газо, се по еден алтан му се реше. И така сиромајо пак си најде колајо да си живе и раат за до некое време. Го дупна грео еднаш, ќе го носи магарето на пазар да го коа. Жената му не го пуштала, ама тој не ја послушал и отишол на пазар да кондисал ка некој анџија и на албат. Со прво слегување од магаре, го викнал на албатино да му го коа и од кога му го коа, го дупнал магарето околу газо и му построл еден алтан, си го зел од земи, да му го дал на албатино за коањето да си запри и кусуро да му врати. Кога видел тоа нешто на албатино, срце беше го ватило за тоа магаре да му го клаит врака. Од кога беа се наплатиле, си го врзал сиромајо магарето ван, му дал троа сено да јади и тој тргнал по чаршија да си купува што му треба за дома. Тамам дошло време на албатино за да му го мени магарето со едно прилично на неговото магаре. Од кога си свршил работа, сиромајо си отишол дома.
Едно го видела жената му магарето и го познала оти не ет тоа. Море домаќине бре, му рекла како уплашена. Ами магарето ти и менето бре. Како ми е менето? Е рекол. Ич може и тоа да биде. Ја чекај да го дупнам околу газо, да види жено, оти ќе ми посери алтан. Која го дупнал, ни алтан брате му постра, нити па лепешка. Од која го дупнал многу пати, се уверил оти не ет тоа магаре и му отишол кај налбатино да му го сака, арнома ни магаре зеде, ами уште ќотек беше ти јал од налбатино и си дошол дома плачејќи. Седе некое време што седе и пак му појде кај царот од чучурлигите да го моли. Склука вика на портата од царот и едно чу, царот излегол да види кој е. Пак ти ми дојде, пријателе, му рекол. Ај, рабер, што мака имаш нешто? Голема мака имам, честити царе, му рекол. Отидов на пазар да си го коа магаренцето и ми го мени на албатино, страден сум сега за леп. Те молам, честити царе, пак да ми даиш нешто за да живеам пораат. Немам ништо друго што да ти дадам, пријателе, од колку овој топуз што ќе ти го дам, му рекол. Појди му кај царо и удри го топузо од земи силно, ќе излезет од него тројца арапи многу страшни и ќе ти сакаат заповед што да прават. И ти заповедај му да го ватат царот и да му ја сакаат прачката. Дури да не ти ја дајат, да не го пушташ. После, појди му кај налбатино и од него земи си магаренцето и ој си дома да уште еднаш да не се лажиш за да страдаш. Го грабнал топузот сиромајо и му отишол кај царот, го удрил топузот од земи и излегле 3 арапи и го грабнале царот да го мачат. Настрао згора, царот му ја дал прачката и се култулисал. Од тука му ошол кај налбатино и нему му го зел магарето и еве ти го сиромајо се стори пак побогат од царот.